И мене малце ме зачуди, ама можеше да се очекува, затоа што политика, поготово на локално ниво, не се прави со блефови. Не е доволно да нацрташ на асфалт точак и тоа да биде бициклистичка патека. Тоа се правиш и после да ти ги мери од една страна 800 и од другата 5 километри 6 сме изградиле. Или доаѓајќи од навака по овој плочник покрај градски зид. Не можеш 10 метра да видиш, а да не се плочки извадени, искршени, излезени. Што би рекол Кензо Танге, не знаеме, нели? А тоа се вика, тоа е многу јасно, тоа е корупција, така се вика таа појава. Во Социјалдемократскиот сојуз, како една од клучните и круцијалните партии, што се случува сега? Па не знам, они сакат да играат малце демократија, а не се очигледно спремни за тоа, па се ќе распишат некои избори и што ќе излеземе со четворица непознати или тројца, колку се. Многу апетити? Па апетити, тоа е фино да бидеш газда у куќа, ама не приде на СВ. Ја барам некој што нешто направил у живот. Тргнал од нешто. Бил добар организатор, е стручен и убедлив во волјата да направи нешто. Нема такви на македонската политичка сцена воопшто? Одавна нема. И пристоен свет више не се занимава со политика. Добро, ајде нешто по-оптимистички, многу дефетистички, ова го туркаме некако целиот муабет, како велат утре е нов ден. Предвремени избори се излез од ова е блокада на собранието, кога собрание не работи, нели познато не функционира државата. Едноставно. Така е создаден систем. Гледате како се бираат претенициве. Они не се персонално избрани, не се избрани како Зоран, као личност. Они се избрани на некоја листа, а на таа листа стигнале со додворување на шефот и на тие кругови во партијата. И ништо повеќе. Ние граѓаните кога излегуваме на гласани практично не гласаме личности од кои очекуваме промени. Не гласаме, па видете како го изменија од првите овие демократски избори, сите промени одеа во таа деперсонализација на изборниот систем и на гласањето воопшто. И се што може да констатираме? Со оваа криза парламентот не функционира, битката е за парламентарно мнозинство, кој да остави властата и без избори. Ќе потрае ли кризава? Па веројатно, ако не удри по глава нешто. Или ќе се оди брзо на предвремени парламентарни избори како некаква можност, некаков излез. Па еве немаме парламент практично. Па немаме одавна немаме парламент. Значи ќе си талкаме така. Не знам. Можна ли е стабилна влада со рекомпонирање на мнозинството во парламентот, ова што го покрена иницијативата во Па мислам дека е по-опортуно во овој момент. Мака не е ни тоа решение. Кој? Замислите, еве, кај нас стигна националистите зборат, ние сме под раководство на албанските партии, односно не уценуваат македонскиот дел. Македонскиот дел вика не можеме затоа што имаме притисок од овде или од онде. Една состојба на немоќ. А состојба на немоќ е секогаш во општества кои стагнираат, кои не одат напред, па дури назадуваат. Една најпроста вака размисла ќе ве доведе до тоа дека живеам ли јас подобро од пред 10, 15, 20 години? Одговорот е обично не. Или не се сменило ништо, или е полошо. И гледам дека луѓето се веќе обесхрабрени да зборуваат за суштински проблеми.
Па сите гледаат на тоа, ајде, купи ден, помини ден. Мене ми е битно, значи тие прашања да се отворат, да бидат отворено да се зборува за нив. Значи сега ме прашавте дали ми годи тоа што сум на телевизија. Сега кога почнавме да ги да поставуваме некои барања, тогаш почнаа и медиумите да се интересираат, да не викате овака по медиумите. Јас се прашам зошто до сега не? Добро, Зошто некои од новинарите не отидат не службено да направат интервјуа на пресконференција или така. Приватно да отидат и кај секоја една политичка партија да направат. Имате право и на забелешки, и тоа било така. Во Македонија нема апсолутно никаков бугарски медиум што може да се слушне таа страна што мисли. Добро. За Македонија. Ајде малку за реципроцитет. Има ли во Бугарија македонски медиум? Нема. Ама никој не побарал да се отвори таму. Значи, вака побарано е македонскиот национален канал, македонската телевизија да се емитува и на подрачјето на ништо уште не е направено. Не можам да кажам за тоа. Значи знаете, добро знаете, се уште тој нема да. Бидејќи македонски збор тешко дека ќе помине на официјален преку границата се уште. Но таа историска обременетост има ли шанси од двете страни да се европизира и Софија да ја крене рампата за Македонија? Дали се македонците бугари, дали јазикот македонски бил некогаш, нели е тоа предност за Бугарија, еве дури да било така, дури така да мисли официјалната историографија, па и актуелната Софија, па и добар дел веројатно и од бугарското општество. Нели е подобро ова парче земја со свој народ да влезе во Европска унија и таму да бидат заедно и бугарите и македонците? Па да, и нашата заложба како дружение е тоа, да помогнеме во разрешувањето на спорот и Македонија што побрзо да влезе во Европската унија. Добро, нема да ве прашам дали има македонци, но ќе ве прашам има како нема. Да се вратите во вашето родно Кавадарци. Да. И како дете сте растеле, и родители и родители на вашите другарчиња и баби и дедовци. Да. Имало македонци тогаш? Пред Асном или немало? Сега ќе ви кажам. Значи, директно вака, што мислите вие во таа комуникација, се обидам да ви ги вратам, мислите во детските денови? Сите во Македонија сме македонци. Сега да се договориме, македонци сме или бугари сме? Во Македонија, значи сите сме македонци. Јас што имам бугарско етничко потекло. Иселеници што живеат во Канада, во Австралија, македонци се македонци или не се македонци? По државјанство се македонци, ако се чувствуваат ако немаат македонски пасош, што се македонци или не се македонци? Ја не знам дали имаат пасош или немаат. Дали бугарин во Германија е германец или е бугарин? Бугарин. А во Македонија е бугарин? Бугарин. Или е македонец? Како бугарин кога е во Македонија? Малку ми се едно е етничко, друго е државјанство. Значи јас сум Добре Митрев, македонец со етничко бугарско потекло. Вие сите македонци што се декларираат етнички македонци ги декларирате како етнички бугари, но македонци се затоа што живеат во Македонија. Не ги декларирам јас така. Значи секој може да јас на никој не му го зимам правото да се изјасне што е по национално. Но не ми одговорите, ве вратив во детството во Кавадарци. Имало ли македонци тогаш етнички пред Аснов или немало? Имало. Секој се чувствувал како што сака. Нема ова за бугарските политички уши добро да звучи ако вие тврдите дека пред Аснов имало македонци во Македонија. Па сега пред Аснов треба луѓето да си кажат што били, јас не можам да знам. Па сте биле сведок. Како некој јас не сум пред Аснов. Јас сум после Аснов. Да, ма сте имале родители, на родителите родители, а на вашите соседи, нели родители, дали сите биле бугари? Видете Зоран, што е проблемот. Јас го прашувам и Добре Митрев по историска српска линија, затоа што која власт како ќе дошла, нели ставала Илиќ или на коренот на Илиќ. Или после дошла другите Паски. Да. Така. Да, точно, Паски, но и тоа Офје од корен на име. Вие сте од Митрев. Митрев, да. Од Митар, од Димитар. Од Митре. Вие сте Добре Митар, а не Митрев, например. Или јас Зоран на Иван,
Ама ставили Иванов, Добро, на сега, некој Ивановски. тоа како... Значи, сакам да кажам, Не тоа се сме- корени додавани Да. административни, и кај едните и Сакам- кај другите. Сакам да ви потенцирам Така да едно. тоа не е легитимен. Што е проблемот? Добре Митрев од Кавадарци и Добре Митрев бугарин од Кавадарци е проблем. Се додека е Добре Митрев од Кавадарци е окей. Гласови отколку во Македонија. И се ова малце делува збунувачки. Меѓутоа имавме уште едно прашање кај што ги прашувавме луѓето дали оделе и по партиите и барале некогаш услуги како вработување и така натака. Тука Македонија изби на прво место. Самите гласачи. Да, самите гласачи. Тука Македонија Значи, изби ние на прво тропаме на место. партиските врати, сакате глас, дајте ми услуга. Значи, кај нас некои 16% од испитаниците кажаа дека го прават тоа, за споредба во Црна Гора река околу 10%, ако добро се сеќаваме. Сега 16% ќе речете ниска бројка е таа, ама замислете толкав голем дел од гласачкото тело да Добро, вие... околу вицевите црногорците може не им се работи многу, нели? Па не тропат многу по работа. Фрапантно е што македонските граѓани тропат на вратите на политичките партии и отворено бараат услуги. Да, фрапантно е секако, меѓутоа и од друга страна и некогаш и не може да ги окривите граѓаните. Знаете па колку е тешко, колку овде тешко се добиваат некои работи. Сите знаеме некоја приказна за човек што морал да оди на лекар и не можел да заврши работи. Кога станува некојаш збор за вакви живот или смрт ситуации, луѓето некојаш прибегнуваат и кон ова и затоа е малку тешко е да се даде директна осуда, меѓутоа овој податок повеќе ни кажува дека партиите ги имаат сите приоди затворено, мора да се помине преку нив за да се стигне до нешто. Сега сакам само на цената да се навратам, пошто од таму почнавме. Значи ова беа податоци од анкетата. Имаме јавни податоци за Црна Гора дека цената на гласот одела таму до 50 евра. Имаме и за Босна еден многу интересен податок од некаде 2013-14, каде што во едно градче во Босна група луѓе протестираат откако една партија им ветува 50 евра за глас, они одат гласаат, па не им исплаќаат. И се организира јавен протест. Или колку е нормализирано. Тоа е тема за добар документарец. Сега кај нас, тоа што го знаеме јавно, значи ова е многу тешко да се определи, тоа што го знаеме јавно е дека гласот се движел така. Имало примери за глас од 10 евра, 600 денари, 1000 денари, до некаде 1500 денари. Меѓутоа, само мене главниот впечаток ми е дека кај нас тоа се случува поретко отколку партиското Доктор Близанковски, ова кога зборуваме за кеш пари. Да, зборуваме за кеш пари. Овие приказни медиумски или власт опозиција обвинувања вреќи брашно, зејти, не знам, и така натаму, и тоа функционира. Да, тоа постои апсолутно. Тоа постои апсолутно. Јас во моите интервјуа добивав интересни, ми кажуваа луѓето за интересни подароци што го и добивале од партии, дури и сакси и не знам нешто за во дворот што ќе ви треба, значи партиите се буквално спремни да донесат што год гласачот сака за да го добијат тој глас или гласовите на целата фамилија. Добро, ги следите извештаите на меѓународните наблюдувачи, ОПСЕ и другите, па и невладиниот сектор, вклучително и цивил. Нели новиот локал имаше широка мрежа на наблюдувачи кои регистрира многу неправилности. Може би тешко може да се откријат на денот на гласањето тие коруптивни појави. Што велат странскиве наблюдувачи и нивните извештаи? Странските наблюдувачи редовно евидентираат овие појави што ги зборуваме, купување на гласови, заплашување на гласачи, притисок врз медиумите, притисок врз луѓето што работат во јавниот сектор и така натака. Ова редовно се евидентира. Некогаш се оди во детали, онивните извештаи имаат фуснота, па се објаснува. Во таа и таа општина денеска се случило тоа, на тој ден се случило тоа. Значи, тие ги евидентираат овие работи. Често решаваат и дали информацијата што ја добиле, дека зборуваме за подкуп на глас, тоа некогаш може и да биде нејасно, па они малку ќе се потрудат да утврдат дали информацијата е кредибилна, па во извештајот ОПСЕ ОДИХР секогаш пишуваат добивме кредибилни информации дека таму и таму имало подкупување на гласови. Значи они го следат сето ова, тоа влегува во извештаите, меѓутоа освен тоа и не можат нешто повеќе да направат. Се останува на нас. На времето поради некои кршења кутии на изборни места, некои заглавија во затвор со судски пресуди, но за вакви појави јас не сеќавам да имало некоја судска постапка. Имаше неколку пресуди
кај последните парламентарни, предходно на локалните, имаше нешто Вака се за случи. кеш, за подкуп. Да, баш за кеш и од таму некои од тие информации дека гласот, дека се исплатило 1200-1500 денари, тоа е утврдено судски. Во познатите бомби што СДСМ и премиерот се уште актуелен Заев ги објави на времето, таму слушнавме и за исклучување лифтови, струја, не знам за друг тип на притисоци за кои гласачите не се свесни дека имаат, но им се невозможува да излезат на гласање. Тоа исто така може да се сведе во овие рамки за кои сега зборуваме. Па сега да ви го Или тоа се исклучат. друг вид Да, бандитски притисоци. Тоа се притисоци врз гласачите на избори. Јас Може тоа да го, се го кажам само да лоцирам дека многу работи нас не се случуваат бидејќи генерираат од самите политички партии, од нивните врвови и се пренесуваат на теренот, на општеството и на институциите во крајна линија и затоа сме таму каде што сме. Да, за тоа сме согласни. Значи, еве да исклучите лифт за да не излезе гласачот, вие креирате препрека за гласачот да учествува на избори. Партијата ги исклучила тие конкретни лифтови во тие згради зашто утврдила дека во тие згради нема поддршка ради која е било причина. И да, тоа се трикови изборни што се у некоја сива зона, можеби не е комплетно нелегално, Така. меѓутоа апсолутно не е во ред. Нема, тоа беше, ми се појави на Facebook, нели тоа ве подсетува ако сте објавиле нешто пред годините и така се случи, тоа ми се појави наутро, дека пред 3 години сум напишал некој статус и тоа ме инспирираше да го напишам тоа. Има редовно собрание, ако не се лажам, во декември 2022. Што сте напишале пред 3 години? Пред 3 години напишав дека тоа беше скандалозно собрание според мене што се случи. Јас сум вклучен во тие околу активностите на ЗНМ 10 години, може и повеќе. Знаете дека ЗНМ беше на многу ниски гранки таму до кај 2010-11 година, кога така раководството се бирало во некои хотели, ќе седнат 10 новинари, ќе се договорат овој да биде председател, овој генерален секретар и слично, и го допре дното ЗНМ, и тогаш имаше една иницијатива за демократизација и да се популаризира ЗНМ меѓу сите новинари. Тогаш, ако не се лажам, мислам дека УСАИД даде сесрдна помош за тоа и беше тоа собрание на саем организирано, беше стварно 500-600 новинари од цела Македонија имаше. Во демократски амбиент? Во целосно Како демократски амбиент. сега Социјалдемократскиот сојуз што избира председател, веројатно, нели? Во целосно Со непосредни беа и избори, тогаш да. медиумите беа поделени. Едни биле во Моровски, други биле Сада Самовски, едни биле вакви такви. Тогаш на тоа собрание целта беше сите новинари да дојдат и на демократски начин да изберат. На самото собрание можеше новинар да се зачлени. Значи доволно ви беше да имате лична карта и да имате прескартица, дека работите За како да може новинар да гласа. и веднаш да ви дадат членска книжка од ЗНМ и да гласате. Тоа е Така беше. нерегуларноста. Не, тоа беше 2011 година. Не ви разбирам, тоа беше демократија или Тоа беше нерегуларност? демократијата. Значи беше целосно транспарентно и отворено, целта беше колку што може повеќе луѓе да се ангажираат. Се одеше по сите медиуми да се алармира кај новинарите, да се подигра нивната свест дека е важно да бидат вклучени во здруженијето. Тогаш Насер Селмани покажа амбиција да биде лидер, тој дел од нашето пошироко, да речам, друштво новинарско беше. Заслуги за неговиот избор тогаш имаа огромни Столе Наумов и Горан Трпеновски. Горан Трпеновски беше негов уредник. Насер Селмани беше новинар во политичка редакција во Вест. Не беше нешто многу популарен меѓу новинарите, но покажа амбиција, човекот си беше сосем во ред и си го оправда својот мандат. Вториот мандат буквално се прошета, но и за вториот мандат ЗНМ организираше во сите медиуми посети да им се каже на новинарите дека ќе има собрание, кој сака да си го ажурира членството, кој не е зачлен да се зачлени, да земат активно учество во собранието. И што се случи кога заврши вториот мандат на Насер Селмани? Јас бев член на управниот одбор во тој втор мандат за време на Насер Селмани. И веќе, знаете како вика нашиот народ, дајте му на човек власт да видите каков е, така се случи и со него. Значи, едно што ние, што бевме погласни, бевме маргинализирани целосно во управниот одбор, не бевме за ништо информирани, се случуваше став на ЗНМ, јас да слушнам, да прочитам од соопштение, дека ЗНМ, синдикатот и не знам кои се договориле да имаат став за некој прашање, таков и таков, а ниту тоа е изграден на седница на управен одбор, ниту некој не прашал.
И знаете како ве доведуваат во ситуација да треба да се оградуваат од собственото Не здружение. сум доволно упаден според статутот. Председателот ја представа организацијата, веројатно за некои Да, по така е, бенигни но работи ставовите- може да изрази став без да свикува Така е, но генералните ставови треба да се градат во рамки на здружението ни сите органи. Тогаш и се уште е многу актуелна дебатата околу законот за аудиовизуелни услуги кој се уште не е донесен. Тука беа генералните разидувања во политиките што Но тој тоа ги имаше. но тоа не зависи од здружението, тој закон. Па не зависи, но Парламентот е мислењето блокиран. на здружението зависи многу, особено за нама е здружение кое е 70 и кусур години, многу релевантно и влијателно и во меѓународната јавност и кај нашите политички елити. Секогаш кога се прави некој закон од оваа сфера, мислењето на ЗНМ се смета за многу важно. И не е се едно како сакам став да има кажам, ЗНМ. процесот е запрен во собрание, не е сега ЗНМ во прашање околу Да, И- да, и да. националниот Тоа очигледно сервис, им одговара на јавен сите во сервис држава, и како што гледам, ни на агенција. ЗНМ им смета, ниту на политичките партии, ни на власт, ни на опозиција, како да има некој консензус дека ова статус кво е добро за сите. на политиката затоа што Заев како лидер на СДСМ ги доби минатите парламентарни избори со сменет устав и сменато име. Што значи него граѓаните не му ја испорачаа казната. Ги доби во коалицијска врска победата на изборите ВМРО и тогаш имаше пратеник 2 повеќе. Па да, меѓутоа коалицијската врска тогаш беше заедно со без разлика на тоа, предизборна коалиција беше. Кога имате предизборна коалиција, имате малку опасност да ве казнат и заради предизборната коалиција. Значи, вака или онака тие избори ги доби и не беше испорачана казната за менување на името и за промената на уставот и за членството во НАТО, кое што несомнено сите го поздравуваат. Казната дојде пред се, ми се чини, заради внатрешните политики и неможноста да се справат со ситуациите кои што беа исклучително значени за граѓанското општество. Тука е медиум, проблемот. Како телевизија објавувате нон-стоп секој ден и за овие 3-4-5 години, нели е владењето на се уште актуелната власт и за разни афери, аферички така натаму, корупции, нели. Не ја штедевте власта. Власта милува, но корупцијата урива. Тоа ли е главната причина? Не, апсолутно нас новинарска работа ни е да велам за не штедиме новинарите, никого. Зборувам, прашувам за тоа што се случи на македонската политичка сцена. А Таквата мислите во дискусија делот на ова со корупцијата? локалните, Така, да, така е. Значи, тој дел на кој што е еден сегмент од владењето, кој што требаше да биде сосечен, практично оваа влада дојде на власт за да се справи со корупцијата и за да ја донесе правдата. Тоа беше лајтмотивот на доаѓањето. Меѓутоа тоа не го видовме или барем не го видовме во мерка во кој што тоа треба да биде доволно вреднувано. Повеќе телевизии, нели, како влијание национални, меѓу кои 24, се негува таа отвореност со граѓаните, тие хајд паркови, нели, современи сега. Таму немаше ден, или нема и ден денеска ден, да не се укаже на корупција и така на. Власта не ги слушали тој глас на народот. Еден од проблемите е што ми се чини кога ќе помине известно време во кабинетите, било која влада, па и оваа тоа и се случи, и овој премиер, после одреден период остануваат затворени во собствените кругови, каде што разговорите што ги водат меѓу себе, ги водат кон заклучоци дека работите одат добро, економијата функционира, со корупцијата се бориме, имаме проекти вакви, проекти онакви. Аферите ги игнорираат. Аферите ги игнорираат или велат не се толку силни, па добро на секој може да му се случи и може да му се случи, не е спорно, но тоа треба да се реагира промптно, брзо и ефикасно. И кога ќе се ставите во стаклено звоно, тогаш не го слушате доволно гласот на народот. Го спомнав премиерот Заев, и треба ли на Македонија сега во релације со Бугарија за решавање на спорот, како политички капацитет? Од сега натаму ќе продолжи диалогот со Софија без него. Па, да, ќе продолжи без него. Дали Заев е потребен, тоа претпоставам дека најдобро го знае самиот тој. Меѓутоа, не мислам дека ќе биде целосно исклучен Прашањето е во смисла на неговата флексибилност во однос на преговорите. Подготвеност да
Понекогаш, како со преспанскиот емотивно, некаде да се скрши општеството, но државата цела, нели? За општо добро на сите да исчекори. Да, предпоставувам дека таков тип на политичар кој што може да извади максимумот од редана ситуација без да условно речено загрози на по-сериозен начин некои национални политики, тешко дека може да има во моментов некој друг од таков калибар. Меѓутоа, никогаш не можете да бидете сигурни во тоа, ќе има и нов мандатар и ново водство кое што веројатно ќе продолжи дел од овие политики. Не мислам дека влијанието на Заев и во СДСМ и во владата ќе биде целосно изолирано. Поврзано со ова, моето следно прашање до вас е ќе издржи ли оваа новата влада без Заев до 24 година, до редовните парламентарни, или сепак, како што притиска и инсистира опозицијата, а во услови на практично блокиран парламент кој може да продолжи, или сепак ќе се шлепаме некако без избори? Многу ќе зависи и од тоа што ќе испорача Европската Унија како резултат во однос на почетокот на преговорите, што секако зависи нормално и од македонскиот договор со Бугарија, но од таа ситуација ќе зависат многу работи, бидејќи ако во еден приближно релативно кус или среден рок од неколку месеци не успееме да дојдеме до ситуација во која што ќе кажеме дека датумот е тука и постои, заморот и кај коалиционите партнери ќе биде голем. Од една страна ќе го имате СДСМ како најголема партија која што не може да го испорача ветеното, а многу вложи на тоа прашање и како ветување и како секојдневно низ тие куси рокови постојано за тоа се збори. Од друга страна го имате ДУИ, но ДУИ има една покомотна позиција, се уште е најсилна партија во албанскиот политички блок и во една силна политичка пресија врз општеството, бидејќи оваа тема се уште се држи многу високо на агендата, не е како во Албанија, каде Еди Рама тоа прашање го фрла на страна и владее, тука е тоа круцијално прашање, да речам исто толку колку што е енергетската и ковид кризата. И во една таква ситуација може да се деси помалиот коалиционен партнер утре рече во ред, одиме на избори, ова веќе вака не може да се издржи. И у таа ситуација резултатот од изборите претпоставувам можете да го претпоставите и вие.